Добар ден, драги гледачи. Денес, како не бев информирани, е светскиот ден на водата. Па затоа Тина одлучивме денешната главна тема да не биде околу тоа. И пред Тина да ви каже, да ви открие која е наша главна тема, малце со информација да ве просветлам. Помалку од 3% од водата во светот е сладка вода, погодна за конзумирање. Од неа само 0,5% се реки и езера, 25% се подземни води, а 75% се мраси гличери. Останатите 97% на водата на планетава е солена морска вода. А сега Тина да ви открие што не е нашата главна тема. А денеска, она што ќе говориме заедно со вас секако на 0230766677, може и веднаш да почнете да вртите, е секако многу важна тема, бидејќи денеска е светски ден на водата, одлучивме да проговориме дали во Македонија, односно во нашава земја, доволно се грижиме за водата. Покрај тоа што спаѓаме во земјите кои што имаат таа чест и привилегија се уште да ја користат за пиење, особено водата од чешмите. Така, и како што си знаете, ние за секоја емисија посветуваме малце внимание на нашите социјални мрежи, односно на Инстаграм, посветуваме внимание за нашето анкетно прашање, кое гласи: 1 метар кубен вода е 31,22 денари. Сега, според вас, дали тоа е многу или малку? Ве чекуваме на нашата социјална мрежа на Инстаграм, еве, како што гледате сега, да гласате на многу или малку. И како што си знаете, после рекламите ги објавуваме крајните резултати. А секако со вас може и да проговориме околу состојбата, односно еве дали се соочувате со предизвици кога станува збор за снабдување со вода. Дали имате доволен пристап на вода, дали сметате дека средината во која што живеете водата е квалитетна за пиење. Како и да, еве може да ни откриете дали знаете колку е цена на 1 кубен метар вода. А сега во продолжение, за да се подготвите и вие и ние, само подсетување што не смеете да пропуштите вечерва на Телма телевизија. Зеленски бара средба очи во очи со Путин. Ќе разговара за Крим и Донбас, но да прекинат нападите на Украина. Има ли надеж за прекин на војната? Мариупол и понатаму подсилен оган, но не се предава. Ке седнат ли на заедничка маса двајцата непријатели? Колку санкциите влијаат на руската офанзива која не запира? Во топ тема вечерва дебатираат Зоран Петров и Мирча Дамчевски. Гледајте топ тема во 19 часот и 15 минути со Снежана Лупевска-Созен. А сега се префрламе на вас, оно што веднаш не ја ви одрежа, секако дека го имаме и првиот гледач. За денес зборуваме за тоа, со оглед на тоа дека е светски ден на водата, дали сметате во Македонија дека доволно се грижиме за водата која што ја имаме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Сте на линија и тоа на црвена линија. Се јавам од Охрид, така да ние немаме проблем со вода, меѓутоа ако земеме да рачунаме, стварно водата е прескапа, значи за сите граѓани, што се вика не само за Охрид, за сите. Ова ќе кажем само за Охрид. Во просек нашата вода чини негде околу 70 и кусур денара. Ја речете каде што имаме водата со сите доприноси за одвод, па потоа имаме и колектор, сето тоа на куп се плаќа по единица кубик вода. Сето собрано, значи не дека се да не правам математика, над 70 денара, стварно во однос на другите артикли кои што ги имаме, значи е премногу. И треба на некој начин да се размислува дека стварно водата е национално богатство, без вода не можеме, водата има многу малце, само 3% во однос на светските води, но не значи дека треба и значи да се расфрламе, да се растураме, затоа што има одреден број земји каде што плачат за вода, а ние имаме изобилство на вода, квалитетна, која што може и да се извезува, може да се добива и доход од тоа, но ние сме неодговорни како нација, не го искористуваме тоа богатство и не го значи уновчуваме. Со што значи би имале и државата, и граѓаните, воопшто сите би имале некаква си корист и од тоа само би имало добит. А штета е...
Благодарам што бевте и првиот гледачи и што секако се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. А секако во продолжение, ќе ви најавиме дека ќе прозборуваме со господинот Ѓорги Митревски, кој што ќе ни се јави од Екосвест, координатор за поддршка на заедници. И веќе го имаме на линија. Добар ден и драго ни е дека ја прифативте поканата да прозборувате со гледачите на Црвена линија и со нас околу Светскиот ден на водата, кој што секоја година се одбележува токму на овој ден. Но водата некако станува, како да кажеме, и вистинско богатство. Од одредени земји буквално кубурат за да дојдат до чиста вода. Но кај нас работата е малку поинаква. Ние сме една од ретките земји во кој водата се уште може пред се да се пие, а и секако да се користи. Дали ние имаме доволно свест за оваа привилегија која ја имаме и како се однесуваме во однос на тоа? Здраво најнапред на гледачите. Ние начално вака декларативно излегува како да имаме свесност, но начинот на кој се однесуваме кон водата покажува сосема спротивно. Она што нас не радува е тоа што во пристапните преговори кон Европската унија од нашата земја се бара ефикасно управување со водните ресурси и тоа ќе биде основен предуслов за пристапување кон Европската унија. Важно затоа што ова поглавје е второто најобемно пристапно поглавје со повеќе од 200 законски регулативи, прописи, директиви, уредби за водни ресурси и така натаму. Значи тука е рамковната директива за води, директивата за третман на урбаните отпадни води, директива за квалитет на вода за пиење, директива за заштита на подземните води, значи голем број на регулативи кои што мора да се проследат и низ нашето законодавство и мора да се применуваат и можеби малку тоа ќе придонесе малку повеќе да се поодговорно да се однесуваме кон водата. Така и сега мислам дека сите се согласуваат дека во земјава третманот на водите е голем предизвик. Заканите се присутни за реките, езерата и за подземните води, земјоделието, испуштањето на фекален отпад, а особено и испуштањето на индустриските отпадни води. И сега, како најдобро може да се реши оваа појава која од година во година зема голем замав? Да, во право сте. Голем број загадувачи на подземните и на површинските води, земјоделството преку употреба на нутриенти и инсектициди директно ги загрозува подземните води, а и површинските води. Сточарските фарми вршат директно испуштање на фекален отпад во водите. Индустријата, иако е обврзана законски да врши пречистување на отпадните води, свесни сме дека повеќето индустријски води се испуштаат без прочистување. Потоа тука ги имаме и депониите, имаме 55 активни депонии и повеќе од 1000 диви депонии во државата и исцедокот од депониите не се третира, завршува директно во подземните и во површинските води и да не ги забораваме комуналните отпадни води. Околу 80% од популацијата е покриена со систем за собирање на овие води, значи канализација, а само 25% со пречистителни станици. Како да се подобрат состојбите? Законската регулатива е доволна и ваква како што е, значи законите постојат, потребно е да се почитуваат законите, да има по-интензивен мониторинг на состојбата со водите и секако зголемен инспекцијски надзор во оваа фаза. Па на некој начин и одговоривте на второто прашање, но веќе ја споменем и интензивната изградба на мали хидроцентрали. Директно влијае на загрозувањето на водните екосистеми и екосистемите зависни од вода. Генерално, на ниво на државата, водоводната инфраструктура се наоѓа во лоша состојба и тоа ќе потенцираме, а и губитоците на вода се на високо ниво. Огромна улога, можеби веќе поодамна играат и климатските промени и дали времето кога ќе останеме без квалитетна вода е поблиску отколку тоа што нам ни се чини? Овде вашето прашање го дава самиот одговор. Вие набројавте прилично сериозни нарушувања на водниот фонд овде во земјава. Значи малите хидроцентрали кои што ги споменавте се во последните 10 години горлива тема што се однесува до реките, затоа што во моментов во државата се изградени 97
мали хидроцентрали, уште 50 се во градбели се планирани да се градат и овие реки се градат, овие централи се градат зад очите на јавноста во некои од најживописните речни долини, високо во планините, во планинските недопрени реки и директно влијаат, како што кажавте, на загрозување на водните екосистеми, на екосистемите зависни од вода, но исто така има директни последици и по локалните заедници, по граѓаните. Свесни сме за голем број на случаи каде што изградбата на мали хидроцентрали директно влие на недостаток на вода за пиење, земјоделски потреби и вода за стоката во многу селски заедници. Така да понатаму што друго се случува, имаме менување на геоморфологија на теренот, ерозија, пристапните патишта до малите хидроцентрали предизвикуваат или овозможуваат дива сеча на шума и така натаму, значи не е само загрозување на водите и на целите екосистеми зависни од вода и генерално на животната средина. И секако дека мора да сме свесни дека ова има последици и последиците ќе дојдат многу побрзо отколку што се надеваме, доколку државата не се зафати со некакво одржливо управување со водните ресурси. Благодарам многу што одвоивте време. Се разбира, водата е здравје и дури се препорачува дека човекот редовно треба да пие квалитетна, чиста вода и тоа во големи количини секој ден. Па додека пиете својата чаша вода, останете до крајот со нас и секако слушнете ги видувањата и оно што ќе ни го откријат гледачите на Црвена линија. Благодарам. А ние во продолжение ќе ве потсетиме дека не комуницираме со вас, се разбира, само на 023076677, туку и на социјалните мрежи. Па еве тука веќе се коментира, што е добро. Токму така, вие може да ни се вклучите преку социјалните мрежи на Црвена линија, Инстаграм, Фејсбук и Твитер. И сега имаме порака од Тина, која исто така е коментар. Дали Македонија доволно се грижи за водата? Коментарот е: во Македонија за ништо не се грижат, освен за да украдат. Катастрофа сме. Ето Тина, како јас, голем поздрав до Тина. Останете и продолжете да коментирате и на Фејсбук, Инстаграм и Твитер. Вклучуваме гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Напомена на малете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден, Црвена линија. Ало, добар ден. Така, слушајте ме во слушалка, Намалени телевизора. И слушајте на слушалка. Повелете. Ама слабо ве слушам, не знам што е работела. Повелете. Почнете. Ние одлично ве слушаме. Овде е Бабаровско, село Орман. Голем поздрав. Така, во село Орман има ли чиста вода за пиење? Право да честитам празник, за многу години. Така, младенци, денеска и младенци. Да честитам на мојата мила снука Душица и зетот Круно. Нека ни е среќна бракот, вечите неразменити. Нек се ми живи и здрави, многу ги сака баба. Сега да кажем за водата. Ајде сега дали може да ни откриете како е? Водата е многу потребно, без вода нема живот. А колку е чиста и здрава, тоа не знаемо. Како е таму во Орман? Многу ни паќа, јас тај сега пред почистителна станица тука, за да имам чиста вода, иначе ме е страх од камен да не фатам на бубрек. Добро, вие ти ми поздравили, толку навише ми беше да кажам два збора за водата и да ги честитам празникот на моите внуци. Голем поздрав, благодарам, го оцениме вашето јавување секако во Црвена линија, а сега веќе имаме и уште еден коментар кога станува збор за Светскиот ден на водата. Така, имаме нов коментар и тоа е од Слободанка и сега заедно ќе прочитаме, ако може да го покажат, е така. Кој гласи: ние баш за ништо не се грижиме, ни па за водата. Не сме свесни или пак така ни чини дека нема ништо побаво од водата која имаме ние. Јас никогаш не пијам, ниту пак сум пиела флаширана вода, за жал. Не си го чуваме тоа што не е најважно. Поздрав до двајцата. Голем поздрав и до вас, Слободанка. Вклучуваме гледач. Добар ден. Добар ден. Здраво. Одлично се слушаме. Сега би кажал во врска со водата. Водата е многу битно местото каде што се сливаат водите у подземјето доле. Така, подземните води.
кај што се цеди водата. Ама кај нас, за жал, тие зони каде што се цеди водата за да испадне некаде како извод некаде на некој место, таму се градат објекти кои контаминираат све живо и диво. Во трката за поголем профит, фабриките кога се прават без никакви филтри, без ништо и само за да бидат конкурентни со цените на производот што ќе го произведат и гајле не име за водата. Значи, еве да речеме Скопје претежно Рашче го снабдува, ама над Рашче горе у тие зони каде што водата треба да се цеди, значи снеговите што паѓа лек, веќе се изградени објекти и никој не му е гајле за тие објекти, еден ден ќе пробијат тие хемикали и чуда у водата и Скопје ќе стане без Рашче. Така да и кај Охисон дека 80-тите години потона доста хемикали внатре у длабочината на земјата и подземните води се контаминираа. Да речеме местата Драчево, Лисиче, Горно и Долно, Зелениково се напојува од таа вода, ама сега таа вода е веќе 40 години е контаминирана. Поздрав пријатно. Поздрав и благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Не заборавајте и вие кои што се јавувате може да одговорите на нашето анкетно прашање. 1 метар кубен вода е 31,22 денари. За вас малку или многу? Така, исто така и друго прашање прашуваме. Дали знаете колку е цената на 1 кубен метар вода во вашиот град? Ако знаете, јавете се на телефонскиот број 02 307 6677 и откриете ни. И имаме нов гледач на линија. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Денески оваа тема што сте поставиле добро е, затоа што доаѓа време кога водата се троши најповеќе поготово во град Скопје и во Република Македонија, а јас ќе ви кажам дека не се грижат доволно за онаа вода која што се употребува за пиење. Зошто ќе ви кажам? Уште паркови зеленило наводнила зелена трева со водата за пиење. Ние од когато се залагавме да се избегнат таа вода која употребува за пиење да не се употребува за поливање на тревнаците или вадење на бавчи и така натаму. Затоа ние треба како граѓани на град Скопје и на Република Македонија да поводиме поголема сметка затоа што водите не се на ниско ниво и акумулациите и сите затоа што во зимниот период немаме доволно снег кој може да ги полни тие акумулации, затоа треба полека и не да дозволуваме да ни ја трошат онаа вода, барем која ни е неопходна. Тоест, водата која што ја употребуваме за пиење, затоа што без вода, без воздух не се живе. Ви благодарам многу. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме, дискутираме со вас, не заборавајте да ни откриете дали знаете колку чини 1 метар кубен вода во местото во кое што живеете. Дали ја знаете цената? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. И дали се слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот, мора да правиме таква напомена и да зборувате со нас преку слушалката секако. Подобро да се слушнеме. И трета среќа, Тео, најде со твојот глас. Добар ден, дали се слушаме? И секако намалете го тонот на телевизорот. Се слушаме, да, добар ден. Јавуваме се од општина Штип. Голем поздрав до општина Штип. Голем поздрав до Штипјани. Така, однос на квалитетот на водата, севно за градот Штип, никој не е преземал нешто во однос на квалитетот на водата. Бидејќи Штип пристеше вода од река Брегалница, посебно по бушотините покрај река Брегалница, водата беше добра, не беше одлична, но добра за пиење. Сега преземаме водата од хидросистемот Ветовица. На големо никаде не се дадени анализите за хемиско-бактериолошките анализи и радиоактивните анализи. Никаде ги нема, само со политички
одлуки се донесе да се користе хидросистемот Ветовица за пиење на вода. Никаде нема анализи за хемиско-патриолошка анализа и радиоактивна анализа. Друго, цената што ќе собира ИСАР, што треба да ја плаќа на хидросистемот Ветовица е 4,9 денари од метар кубен. А нашата локална самоуправа или јавното предпријатие за да се спаси од недомакинско работење, бидејќи имаме сега трошок на повеќе електрична енергија. Времето истече, еве уште еднаш ќе напоменеме 90 секунди е време траењето на секој излагање на гледач, па еве обидете се повторно да доискористите уште плюс време. Така, сега малце вртиме внимание кон социјалните мрежи, односно на Facebook. Коментар од Лазо. 1 метар кубен спакон во пластична амбалажа е околу 20.000 денари, па споредете со 37,22, па ќе видите дали е скапа. Ете така. Сега продолжуваме понатаму. Она што секако ќе напоменеме, не заборавајте да кликнете и на telma.com.mk за да бидете најбрзо и најдобро информирани. Преминуваме на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. А водата како вода, например, дали се доволно грижиме? Не. Ало? Да, продолжете, имате... Никако не се грижиме доволно за водата. Водата не е скапа во однос на тоа што се плаќа, меѓутоа не се знае како се користи. Так. Добро. Ако не беше хидросистемот Калиманци, Овче поле до сега ќе беше пуштина. Меѓутоа не се водеше сметка за тоа, забрани за тие хидроцентрали да се прават за тие работи, него се уложуваше за Скопје 2014. Многу огромни средства таму отидеа, што предходната влада ништо не искористи од тај ресурс. До сега ние требаше да иградеме иригациони системи, да одводнуваме, а не да трпеме за вода. Меѓутоа политика на владите и погрешните такова што не се водат, тоа е друго. А ќе дојде ден кога водата ќе ја тражиме и не можеме да ја најдеме. Добро. Нека поведат сметка партиите околу тоа за води, за такова, а не да се тркат таму за профит, за лично богатење. Благодарам што се вклучивте во црвена линија и што го споделивте вашето мислење. А сега може и накратко видиме малце од Твитер светот што се случува, кога ќе спомнеме чиста вода. Лабунишко езеро, 1930 надморска височина. Кристална чиста вода која може да се пие. Така, ова е прекрасни предели. Македонија е дарувана секако со квалитетна вода, доволно вода, но она со што располагаме секако најверојатно треба и многу посовесно да се грижиме за она што ни е дарувано од природата. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Одлично, ве слушаме. Зашто се вика емисијава црвена линија, се извинувам, само да не ми се смета тоа во време. Почнете. Добро. Добро. Најдобра телевизија се, најотворени. Друга ни една телевизија не може така се јави слободно како на вашата телевизија. И тоа, освен една друга, еве, тие сонци кај никога може да се јави. Другите се блокирани со едни досадни гледачи, што ништо не може да чуеш паметно, освен ние, посебно јас, да речем. Како, например, зошто сега во моментот не се води грижа за подземните води? Ги ваѓаме подземните води што се чисти, заштитени, што е наголемо богатство и се полни вештачки езера, природни езера макар, и со тоа ја уништуваме водата што е за пиење. Треба да има посебно министерство за вода, оти сега наредната криза ќе биде не енергетска, него за вода. За скоро време. Значи ќе се водат војни за вода. Понатаму треба да има, како што има за крста да си ја прегледаш, слободно така треба да има, да речеме, експозитури, кај што можеш во секој време да си одеш литро вода да проведеш, дали од бунар, дали од
да речеме, од чешма, да може да не биде тоа привилегирано некаква процедура, па одиш таму, па одиш ваму, него да ги има како многу да ги има. Да речеме, во секој град да ги има многу посебно. Например, нелогично е, пак ќе речам, да се трпи водата, одава се полни, например, Дранска, да се напуми, а тоа го користат и грците. И заеднички го трошат за вадење, а водата се трпи што е за пиење и се става на достап на атмосферските влијанија, на испарување. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Така, сега пак се враќаме на Твитер светот и имаме твит од Бабчо, нормално, со комична смисла. Интегра барем вети нешто што никој не очекува да го остварат. Другиве 30 години ветуваат основни ствари, како канализација и чиста вода за пиење, па се покањуваат на крај. А и Фин Мајтапе, подсетник дека кај нас изградба на вселенска станица и чешма се еднакво неостварливи ствари. Ете, така, оно што не може да се занимари е секако вашето мислење и еве може да ни откриете оттаму од каде што се јавувате, дали сте задоволни од квалитетот на водата, дали сметате дека располагате со доволно чиста питка вода и каков третман има од местото каде што живеете, нели населението кон водите во вашето место. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Добар ден. Еден мој пријател, вака ќе почна моето излагање. Еден мој пријател во Австралија ова година зеда да гради куќа за цела фамилија. И вика, во самиот проект ми е предвидено 12 квадрати морам, вика, да монтирам сончеви колектори и 12 кубика резервар за прибирвање на дождовница. Па ние сме уништувачи и на водата и на енергијата. Вие знаете што значи преработена вода, клорирана вода, ја користиме за наводнување на трева, или па некој ако во дворот си посади како што јас садам, некое доматче, некое пиперче, некое крастајца, а имаме во изобилие вода, ама само треба да си ја бериме. Уш еден пример ќе ви кажам, како средношколец, 67 година, низ Југославија не носеја. Во Сплит, ко станавме, вечерта не сместија во тие приватни куќи, кога станавме, гледам резервари за вода. Го прашам газдата шо е ова, па вика, ми скупљамо воду. Па викам, водата е вие тука Јадранското море, а не, вика, тоа е скупа, та треба да се преработи. Ние преработена вода да користиме за наводнување на тревата, а имаме вода без пари, а и сонце без пари имаме. И ние, еве денес, мојот бойлер, овдека загреан од сончева енергија покажува 68 степени, а некој мора да уклучи струја да троши во енергетска криза. Благодарам, го цениме оно што го споделивте со гледачите на црвена линија. Така, се враќаме сега од Твитер зеницата, видиме што има, од Ксвеили. Во канал во Охрид има 200-300 глисери. Кајчиња 3 до 4. Абе, кај може езеро да истрпи толку глисери? За некоја година Охрид при езеро, чиста вода за пиење ќе нема. А ќе потсетиме дека имавме гледач кој што се јави токму од Охрид. Секако ве прашуваме дали знаете колку чини 1 кубен метар вода во местото во кое што живеете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. 1 кубен метар вода. Да. Во Стипе е 33 дена. Најбитно е да се знае у глобала само 1% од водата на целата планета е питка за пиење. Додека 99% не е за пиење, не е за користење за домашна потреба кај човек. Друго е битно 3.336 милиони кубика на годинашно вода. Ова е према Евростат, се троши вода во индустријата во Република Македонија, а таа вода е чиста, биста, питка за пиење. Од кој само 0,2% се повраќа пречистена вода во индустријата. Ние сме злато, имаме злато вода. Него работата е што луѓето и да не кажам вака, властите не ја разбира тоа проблематика. Оваа проблематика
носи многу здравје, многу пари и многу убав живот. Но се што е добро кај нас се руши. Например, водата од што се донесува од хидросистемот Цовица во Штип представува топилницата во Велес за наредните генерации за Штип. Како не е јасно на политичарите? Сепак времето ви истече и ве замолуваме да припазите на тајмерот, за да не испане дека ние намерно ве исклучуваме. А сега, мислам дека време малце пак да се свртиме кон Твитер. Имаме пост на Твитер од Ина. Денес е светски ден на водата и сакам да ги поздравам сите што се гола вода. Ете малку иронично, смешно, но она што е најважно дека имаме следен гледач. И еве напомена да продискутираме дали сте задоволни од квалитетот на водата со која што располага местото во кое што живеете. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали се слушаме? Слушаме се. Да. Одново намално. Повелете. Да сум Јоваче од Оризари. Качанско века, Оризари. Но нашата бравна прата никој не ја направија века. А вода тече колку сакаш. Колку чини вода кај вас 1 кубен метар? А? Која е цената на 1 кубен метар вода кај вас? Кај нас? Дека да знам. Како е најскапа, у кој не плаќаме најскапа вода? Најскапа вода. А реката тече оде у Грција века. И што да кажем? Водата тече покрај мојата куќа и оде, ја гледам, а нема што да ти направам. А се жалат за вода века. А полето Кочанско е пуно вода. Нивите може да се изорат. И што ти... Не е скапа водата. Кај нас е најскапа, ама не е скапа. Чеве имаш века, не е скапа века. Тоа е тоа. Ај, пријатно. Пријатно. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Вклучуваме и нов гледач. Добро е, вима во голем број. Драго ни е. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден и убав ден. Иве, веднаш едно... Така, да. Прашање, задоволни ли сте од квалитетот на водата со која што располага местото од кое што ни се вувате? Така, јас од Скопје ви се јавам. Скопје, добро, јасно ни е каков е квалитет. Накратко ќе кажам. Цената е ефтина за водата. Така. Али, проблемот е тие што скрадат вода. Значи, граѓаните ја на општина Сарај. Јас сум тамо жител во кампот Езеро Треска бев до пред година и пол две. Добро. И председател сум на кампот на езерото, на кампери. За спас на Езеро Треска. Јас ќе ви кажам дека уназад вода 20 години течеше вода од Фи-100. И никој не реагираше. И одговорно тврдам дека општина Сарај водата тече по нивите и се наводнуваат нивите. А сето тоа го плаќа градот Скопје. И ви гарантирам тоа. Само треба да излезе водовод, одговорни лица, кои што да ги најдат приклучоците на главната улица. Не било тоа сефте тоа, затоа што сум тамо долгу години и населбата 90 секунди е времето, еве ќе повториме уште еднаш кое што го определуваме, нели, време трајање на излагање, внимавајте на тајмерот, но сепак обидете се повторно ако се чувствувате недоискажани, повторно секако ќе ве вклучиме. Така се враќаме малце на Твитер и имаме нов пост. Денеска бил светски ден на водата. Ни у Неготино не го славиме, by the way. А на 023076677, дали имаме гледач? Добар ден. Добар ден. Добро, еве ќе
Ке подсетиме само дека баравме на Твитер да видиме што имаме интересно на назад дури објавено, па така и во 2015 Тео Така, има откри постари интересни постови, да, бидејќи нешто од 2022 немаше многу за вода. Првиот е Светски ден на водата, најдобро се празнува ако претходната вечер си пие алкохол. И вториот пост, денес е Светски ден на водата, а пивото се прави од вода. Живели! Ние велиме здраво и добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Задоволни ли сте? Не е многу добар ден, кога има уште војна. Ама да речем... Да, кога зборуваме глобално, секако тоа е нешто што трае подолго време веќе. Дали сте задоволни од квалитетот на водата и што ја користите? Клучни работи, 3. Нормален правен систем, значи да има правен систем, значи ќе има казнивост. Домаќини на клучните министерски места и трето, секаде каде што е можна акумулација да се направат. Значи, за наводнување да се троши акумулираната вода. Тоа е. Имате уште време. А задоволни ли сте ве открите ми од квалитетот на водата? Не знам сега дали се водата од Скопје. Не може да сме задоволни кога секаде се прода ѓубре. Застанете на некои планински превои, рилјови од ѓубре. Значи нема домаќини во ова наша монструозна рамиска држава, да речем. После приватизацијата створија ненормално енормен капитал, монструмите, рамиите, и тие го уништија правниот систем. Кога го уништен правниот систем, нема страфот, нема казнивост, нема правен систем. Што да бараме ние? Благодарам што го споделивте вашето мислење со Црвена линија. И Тео, сега време за... Да, сега идеме со кратки реклами. Еве сме назад и сега со крајните резултати на нашата анкетно прашање. Идеме заедно. 1 метар кубен вода е 37,22 денари. 82% многу, 18% малку. А сега е време да се одјавиме, да ви посакаме да останете со програмата на Телма телевизија и утре да не следите повторно и да се вклучите во 16 часот и 15 минути. Довидување. Чао, чао.